Драги мои, добар ден. Време е за вашата омилена црвена линија. Денот е инспиративен, со оглед на тоа дека е прекрасен и сончев и најголем дел од вас може би планираат да отпатуваат некаде. А еве зошто го велам тоа. Ако се решите за Белград, ќе ве чека пат 430 километри автопат. Ако тргнете за Приштина, ќе треба да извозите 70 километри пат и уште 250 километри до Тирана. Толку време трајање изгледа трасата на автопатот. Скопје-Солун 230 километри автопат, а Скопје-Софија за ова нема автопат. Црвена линија ве прашува дали ова случајно или може би намерно. А ќе учествувате, се разбира, сите вие кои што ќе се јавите на нашето денешно анкетно прашање, кое гласи: можни ли се добрососедски односи по Макадам? Ете, стартуваме вака, а ваша задача се подразбира да завртите на добро познатиот телефонски број 023076677. А за вас кои што не следите на Инстаграм и вие кои што не следите, направете го тоа веднаш, ќе може да гласате повторно со да или не на нашето анкетно прашање: можни ли се добрососедски односи по Макадам? Резултатите вообичаено ги соопштуваме веднаш по рекламите, а оно што е најважно, имаме и прв гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро од Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова тема што поставите денески е доста сериозна, затоа што не е ова случајно. Ова се работи за некои работи кои што во овие 30 години нашата држава, Република Северна Македонија, не водеше толку големи внимание кон Бугарија и кон другите држави да направи автопати. Али она што е планирано и што треба да се работи, тоа е на некој начин пругата е планирана и таа се работи, ама многу бавно и тешко се работи, затоа што верувајте ли, во овие 3 години веќе не мрднавме за тие капитални објекти кои што требаше да прават автопати, пруги и така натаму и така натаму. Јас се надевам дека во текот на овие неколку години тој автопат што е за Косово, што треба да се направи, за Софија и пругата ќе бидат на првиот дневен ред, каде што треба да се одвојат големи средства и тука веројатно ќе добиеме и помош од Европската заедница за да можеме да ги реализираме. Ви благодарам многу. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Ве очекуваме да видиме дали може би имате поинакво размислување од ова, а тоа ќе го слушнеме, се разбира, кога ќе го вклучиме и нашиот втор гледач за денес. Добар ден од Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Се слушам. Добар ден. Добар ден. Одлично се слушаме. Повелете. Вака. Велите макадамски пат кон Софија. Макадамски пат е црн пат, тесен пат, не асфалтиран. За ваша информација и за информација на слушателите. Од Куманово до Крива Паланка патот е целосно реконструиран со поправка на сите мостови. Од Крива Паланка кон граничниот премер Деве Бајр се гради експресен пат. Значи, едно 2 години се работи на него, мостови се реконструират, нови мостови и се прави, значи, експресен пат. Одлична вест, морам да признам. Молим? Одлична вест е ова што го слушаме од вас. Од местноста Страцин до Крива Паланка негде 30 километра е просечена скроз нова траса што ќе биде експресен пат. Значи, патот со соседна Бугарија се гради, не е тој оној пат што е бил некогаш. Сега со овој пат новиот што ќе биде од Страцин Крива Паланка скроз нова траса, тоа е права траса со мостови, пат кој многу брзо ќе се стигнува до Куманово и до Скопје. И нагоре, како што реков, од Крива Паланка према граница се прави, значи патот кон Бугарија сега е добар. Сега е добар. Благодарам што ја искористивте можноста да се вклучите во овие 90 секунди. Она за што зборуваме за автопат.
Така да, еве, какво е вашето искуство со оглед на тоа дека еве имаме гледач кој што кажа дека се средува, се работи, дека сега патот е добар. Но факт е дека официјално автопат до Софија се нема. Ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, на линија сте, повелете. Се слушаме ли? Да, повелете. Дали се слуша? Да, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Е, затоа има ехо. И сега дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало? Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Најверојатно не може добро да се слушнеме. Еве, јас ќе потсетам, ако е нешто најважно кога се вклучувате во црвена линија, тоа е да го намалите тонот на телевизорот, ТВ приемникот, изборувајте само преку слушалка. Добар ден. Исклучен е. Одлично ако е исклучен. Телевизорот не мора да е исклучен, само тонот. Добар ден. Тонот. Е, јас ќе ме разбирате? Да, Јас повелете. ќе да зајаче Каменица. Так. Ние до палатка имаме само 26 километра. Трпат. А ако ходиме 150 километра преко Кратово, преко да одиме за палатка. А тоа е тежно како градот вече. Од кога градот вече. Тоа не е за треба да го искаш и куш. Тоа е тоа, преда мотор. Ајде сега ќе се префрлиме онаму каде што редовно вадиме коментари на нашава денешна тема. Твитер заедницата исто така коментира. Има дури и коментари, барем кога зборуваме за градење на автопати, тоа не е ништо ново, се зборува години наназад, но сега ќе почнеме со еден твит кој што е објавен на 11 февруари. Од топла вода студен туш. Вели, не е лошо, убаво е секаде да има автопат, ама кога би имало пари. Кога нема пари, има нешто што се вика приоритет. Приоритет за секој човек е прво да си го среди сопствениот дом. Експресен пат меѓу Скопје и Софија врши доволно работа и за превоз на патници и за превоз на стоки. Ајде да слушаме, се надевам дека имате и те како става однос на тоа дали случајно или намерно немаме се уште автопат зборуваме до Софија, поточно автопат Скопје-Софија. Следен гледач во црвена линија, добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме, вие сте во црвена линија, повелете. Така, однос на темата, би сакал да искоментирам дека, да, во право сте како е поставена тезата на темата, градењето патишта значи добрососедство, апсолутно. Меѓутоа, во однос на добрососедството, малку хронолошки сакам да се навратам и да ги опфатам сите наши соседи. Па еве, Србија да ја вземеме за пример иницијативата Отворен Балкан, што тоа значи за нас, колку тоа напредок имаме ние со самото тоа. Па и хронолошки, ако се навратиме уште во ковид времето, кога нели имавме донации од нив, па и подоцна во економската криза, кога имаме донации од нив, и слично. Во однос на Грција пак поддршката е забележлива во политичка смисла од премостувањето на проблемот кој што го имавме со нив, можеме да забележиме политичка поддршка во нашиот ЕУ интегративен пат. Сега мислам дека истото тоа треба да се преточи и со Бугарија, односно по излезот и со нив од политичкиот спор кој што го имаме, да добиеме и таква поддршка и од нив. Во однос на патиштата, да бидам попрецизен за темата, имаме на крајот на денот главен коридор кој што поминува низ целата држава и тоа е мојот коментар. Благодарам што го споделивте со гледачите на црвена линија вашиот коментар. За потсетување, ве можете да слушнете многу излагања, многу различни мислења, некои се и слични, па нормално еве и вие можеби да се сложите, да не се сложите, најважно е да кажете кој е вашиот став. Ајде да слушнеме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам.
Се слушаме, така? Да, одлично, ве слушам, повелете. Вака сега, темава што ви е поставена, значи, не случајно ви е поставена и е поврзана со бугарскиот договор. Тоа е со францускиот договор. Така, добро. Сакам две работи да кажам. Значи, со оваа бугаризација, значи, што се врши на Македонија, поставувате плюс ваква, значи, тема дали треба да има автопат, значи, према Софија. Јас да сум не автопат, зид ќе ставам како председател Трамп према Мексико, што сакаше да стави. Значи, тие нас ни се непријатели на некој начин. Се додека не го сменат односот спрема нас, не ја вршат таа бугаризација, значи, во однос на името, во однос на историјата, во однос на сувереноста на државата, значи нема со такви луѓе, политичарите ги представуваат и народот, да имаме било какви, значи, односи. Значи, они како држава треба да ни се не персона, не знам, значи да ги отпишеме воопшто. Значи, каков автопат, какви бакрачи, се додека не си го сменат наративот, не ја сменат политиката спрема нас, тогаш можеме да почнеме да градиме добрососедски односи, па и пруга, па и автопат, па и на одмори да идат, па и они во Охрид да доаѓаат на туризам. Се додека ваква политика е спрема нас, како автопат, какви... Благодарам многу, цениме што се вклучивте и што ете го споделивте вашиот став. Црвена линија тоа го бара. Значи да слушнеме секакво мислење и се разбира што е можно повеќе мислења. Токму поради тоа на 023076677 ќе вклучиме и нов гледач, а во меѓувреме и веќе прочитаме уште еден твит. Патот од Струмица до граничниот премин Новосело е реновиран со нов слој асфалт откако стигна до фаза швајцарско сирење. Интернационалната поврзаност е важна, а внатрешната уште поважна. Авионска линија, железница и автопат помеѓу Скопје и Софија се фрлање пари во празно. Ке прочитаме уште еден твит, кога веќе сме кај Твитер заедницата. Алекс Пирковски вели: добро бе, пријател, ам како рековме, нели ист народ браќа, туку оста историја, светот и слично. Кажи како сите наши да изградат еден автопат Скопје-Софија. 21 веќе треба нов пат, па потоа дружба без проблем. А сега ќе видиме што мисли нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Вам и на вашата екипа. Дали може да поздравам некого, да им честитам именденат? Секако, честитајте и вие, по вас ке честитам и јас. Повелете. Им го честитам на моите внучиња од сестра и од братаница и од сестричница, нивните дечиња што се викаат Петра и Петар. Многу здраве, среќа и убав останок од Скопје, она што е од Америка дошла, и да имаат соживот со сите, без разлика на вера и нација. Ви благодарам. Вака, јас се слагам со тој пред мене говорникот што зборува. Тачно е. Ние, значи, они не уценуваат, или мора ние да го направиме она или вака. Не може. Зошто не од Делчево патот да го идеш ти кај Делчево, па има да се сотре со шетење. Тија камењата вака се исправени и жица се ставени, падаат сине. Зошто тоа не го кажуваат? Не го кажуваат само Бугарија. Манија Бугарија, не сакам да сетам ја Бугарија. Бугарија за мене недоветна. Додека они не оценуваат, ја уште повеќе нема да ги сакам. Толку извини ако сгреши, сине на мајка. Не сгрешивте ништо, најмалку тоа што се вклучивте во Црвена линија. Сега користам можноста да им честитам на сите оние кои што го слават Петров ден, голем ден за оние кои што се викаат Петар, Петра и така натаму. Се разбира, одиме понатаму, ве молам сега, од сега па натаму, Црвена линија, да се навратиме на темата и она за што дискутираме. А за што дискутираме? Скопје-Софија нема автопат. Дали е тоа случајно или намерно и дали Црвена линија ве прашува се можни добрососедски односи по Макадам. Ајде сега да видиме на 023076677. Имавме можност да слушнеме различни ставови и тоа е добре дојдено. Така да и да видиме оние кои што следни ќе се вклучат во Црвена линија, дали ќе имаат сличен став
со оние кои што се јавија досега или можеби нешто сосема ново ќе ни откријат. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро? Па видите, не покажа интерес. И тоа е една работа. Втора работа, мислам дека економски не е исплатливо коридорот 8 да биде автопат, затоа што они горе бегаат преку Димитровград, бегаат сите европејци што идат за Бугарија или Турција, имаат горе преку Димитровград гради на прелазот, кој е Ово е ваму кај нас на Девеба или кажеме чисто локален ќе биде од интерес само за Македонија. Прво реков дека не покажали интерес. Видете, на наша страна има направено 3 гранични прелази. Тоа е Девебај, Делчево и доле на Восово. Ние до Делчево сме го направиле и патот, и зградите, бугарите од другата страна ништо. Така да се заглавиме да правиме ние автопат, а од таа страна да биде дупка до дупка што се вика, како што се заглавиме со пругата, мислам дека не е интересантно да се разговара уопшто. Сега меѓународните Од Дупница до Софија има автопат, еве и тоа. Молам? Од Дупница до Софија има автопат. Па добро, ама тоа е поише затоа што они се сега има внатрешен некое значење со тој новиот автопат што го има доле према Грција и од тие причини они го направиле тој автопат. Така да мислам, знаете, сепак има некои интереси се локални, така да претежно затоа што нема ни заинтересираност од нивна страна, а ние не смееме да влегуваме во финансии за нешто што ќе биде утре. Благодарам што се вклучевте во црвена линија. Внимавајте на тајмерот 90 секунди да не изгледа дека ве исклучуваме. Во меѓувреме додека очекуваме ново вклучување, нов став, нов гледач, а еве ми јавуваат и дека имаме. Одлично што ме линијата богата со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Одлично. Ти дали ме слушаш мене? Да, одлично ме слушам, повелете. Епа, значи спомна ти Дупница Софија. Епа види тој автопат без Сатанов го користи. Како? Значи, мо? Повторете уште еднаш? Ајде, после ќе повторам бидејќи кубам на секундажа. Значи, автопат требало да ни направат нас, овие нашиве администратори, што влегле тука непоканети на овие територии и што изигравале големи фраери со поддршка на Германија, Италија и тие другите нацистички држави. Сега они пак можат да дојдат до израз, ако им се сака, пак можат да направат автопат тука со нивни пари, бидејќи дужат они многу, нас не дужат. И јас ми е жал што на времето нашите предци многу нежно им дадо да проедат после Втората светска војна. Чак што више ги ставија како наши сојузници партизани да изиграваат овдека. Не требаше партизани. Ќотекот удри му го за да се запамти за друг пат. Да знае со кого има работа и да не рачка мечката, да мрда некаде мечката. Што значи дека автопат со овие не може да има затоа што се секогаш кооперативно племе кој се работува со некоја окупаторска, поголема нацистичка сила, како што бил Хитлер, како што биле Мусолини и такви. И тие не се опоравуваат, не се опаметуваат, само заради едно, не биле тепани доволно. Благодарам. Го ценим и вашето мислење што го споделивте со сите оние кои што ја гледаат црвена линија. Топло препорачувам, продолжете да не слушате и еве зошто, бидејќи ќе вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, тоа е добро, повелете. Само сакам да додам дека вие таму кажувате дека само кон Софија нема автопат. Автопат нема и кон Берово, а Берово е во Македонија. Зошто се грижиме само за бугарите? Ајде да гледаме малци и за Македонија, каде има автопат, каде нема. Те имате во однос на соседните држави. Молим? Темата ни е во однос на соседните држави, затоа така ја формулирав. Добро, а кога ќе почнеме да се грижиме за Македонија? Зошто само ги гледаме соседните држави, кога за нас ќе почнем? Така, продолжете. Благодарам и пријатно.
Тоа би било се добро. Благодарам многу. Еве, добиваме инспирација. Еве, може да размислуваме и во таа насока. Црвена линија не случајно зборуваше, нели, за тоа дека ние имаме автопат и со Белград, и со Приштина, и со Тирана, Солун, Софија. Немаме. Сега, ако сакате, можете, еве, како и претходниот гледач, да напоменете дека голем дел од патиштата кои што треба да се направат се уште се прават, така да, еве, вашиот став се разбира е најважен и ве очекуваме да видиме што ќе споделите следно. Добар ден. Добар ден. Па ја не знам и зашто нема автопат кон Софија од Македонија, затоа што ние, како да кажам, добро рече гледачот, ние во Македонија немаме автопати до другите градови, така да ова не е ништо толку чудно. Случајно ли е, намерно ли е, ја не знам, меѓутоа мислам повеќе дека е намерно, бидејќи мислам дека чекаат сигурно некој донација, ако некој даде од дел од ваму таму, па ние обично све така чекаме на готово, некој ако ни даде, пошто ние гледаме све другото да го искористиме, тој што е на власт да го искористи како него му одговара, значи за своја намена, него да се дадат. Така да ја мислам дека и ова е со некоја таква намера, значи некоја фондација нешто, некој овие европскиве, вако да дадат некои пари да се направи или некоја фирма, мислам, онако да се направи, да ние секој пат сме во таква ситуација, за жал, срамота. Не знам што да кажам. Значи, пруга требаше не да се прави, се почна до кај дојде што дојде. Значи, кај нас ништо не е случајно. Кај нас све е намерно. Ако може нешто да се добие, добро е. Ако не може, нека си тера тоа така, додека не дојде до што ќе дојде. Кај нас све се такви, така се случуваат работите, бидејќи ни се такви. Она е најважно што ни се случивте вие, го завртивте бројот и го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Ке се навратиме на Твитер заедницата, ке прочитам еден коментар, бидејќи ја спомнавте и железницата. Топла вода студен туш вели: Коридор 8 е лудост во формата автопат плюс железница во која е предвиден. Еден салам експресен пат меѓу Софија и Скопје врши доволно работа. И ке подсетам, меѓу другото, дека беше пуштена и авиолинија Скопје-Софија, која што многу кусо траеше. Па, еве, кога се најавуваше, ке прочитам коментар, тој е објава на Just Smart на февруари 2, вели изјава на господинот Пешев: авиолинија Скопје-Софија е добар пиар, но за економијата се поважни автопат и пруга. Јас, продни и без дупки патишта, железница, барем север-југ, се уште поважни за македонската економија. Без другарство можеби ќе преживееме, но без ова нема. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Меѓу другото ќе подсетам што се однесува до нашата држава, се гради автопат Кичево-Охрид, како и оној кон Свети Николе. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како не? Добар ден. Секој е добро, Црвена линија, повелете. Да ве поздравам. Голем поздрав и до вас. Да, мало линиите се мешаат, малце темата одваја. Дочитав. А иначе Кичево, како не, возот врви, го гледаме. Ние Скопје го заправи, за Скопје па не за Охрид. Никој пат нема ништо оде да проработи, само знајте кога ќе проработи, кога никој ништо нема да зборите, кога ќе се напред нештото. Вака, како ги отворивме ние сите устиве за све, значи за све не биват. Ја ми е болката друга, вака, фала ви што ме кучитот и овие, да го поздравам прво на Столено стадион и да ја затворите емисијата и тој новинар више да не биде. Ево, отворено, не ме уклучува затоа што беше од тој Марич и да го праша, вака, ние немаме одговорност на јавна функција, бре, човек кој ќе си. Има све да кажеш, а не како овие што прават договориве. Абе договориве, ја да бидам или било кој дете со 8 завршен да биде некој амбасадор, министер,
ќе ги фрли тие договорите преку границата, Бановци ќе им го дај за овие. А да ве прашам, постои ли неопходност од автопат да имаме Скопје-Софија? Пошто слуша преку телефон, ние... Благодарам. Цениме што се вклучивте во црвена линија. Не ве исклучивме, туку тајмерот ги одброја 90 секунди, кои што се за секој гледач посебно. Затоа внимавајте на тајмерот. Знам дека се повторува многу, но тоа се нешта кои што еве во праксата се покажаа дека се многу важни, а тоа значи стишан, намален тонот на телевизорот, ТВ приемникот се зборува преку слушалка и тајмерот. Тоа е се што е неопходно за да се слушнеме добро. Ако имаме нов гледач, виднаш времето ќе го посветам нему. Добар ден. Телефонот звони, повелете, црвена линија. Добар ден. Секој добро и вам. Вака, многу е јасно зашто немаме кон Софија. Јас сите што се јавија ги запрашувам дали имаме кон Блаце, дали се прави сега према Кичево Охридне, дека е грешка, па после према Струга. Еве сега се размислува шар планина да се руши и да имаме и со Призрен. А што мислат тие што се ова, кој е на власт? И нормално е тоа. На Македонија. Единствен беше Груевски што направи према Македонија, сепак е коридор 10, кој ќе не видовме автопати ние. Ништо не видовме поќе од ова власт. Не дека сум против таа власт, меѓутоа за сите што се јавуваме кон Софија, што да имаме кон Софија. Западна Македонија се гради, не наваму. Толку е таа работа јасна, појасна не може да види. Имате уште 19 секунди, тоа би било се или? Најверојатно толку беше од излагањето на гледачот. Добро, благодарам. Некои гледачи се покуси во излагањето од времето, некои подолги, но она што е најважно, точно 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Честит имење на кои се викаат Петар, Павле, Честит имен да ни посакува и црвена линија. Ајде да слушаме за темата, што ќе кажат. Мислам дека пред се намера што немаме автопат кон Софија, а тоа е многу лошо, нали? Грешка и Кајнив и Кајна. Во време на СФРЈ во наша Македонија се ширеше штетна србоманија, а се ширеше големо антибугарство. Сега истата власт, истата партија Југословенска СДС обратно прави, почне да шири некој антисрбство со лоши изјави кон Србија и кон Русија, а додека сега се про-бугари или про-НАТО, порано беа антикапиталисти, важни комунисти, а сега се антикомунистички НАТО марионети. Сега за Софија автопатов. Во име на вистината треба да благодариме што Софија, кога имавме грчко ембарго, Софија дозволи река цистерни дидат со нафта преку Бугарија, нали? По тие обични патишта, сепак така како држава обстојувавме. Сега многу добре, како да имаме, пото ние сме на раскрсница, да имаме автопати добри и кон Албанија, и кон Бугарија. Но некои не ги бидува за инвестиции, само за рушење. ВМРО беше добра партија и Груевски кои граде автопати, граде булевари, фабрики, индустријски зони, дава 100%. Благодарам. Цениме што се вклучивте. Ке подсетам уште по кој знае кој пат, внимавајте на времето. Ајде сега ќе се префрлиме повторно на Твитер. Нешто што има искоментирано. Саша вели како и да е Скопје-Софија 240 километри, време трајање 3 часа 31 минута. Скопје-Охрид 190 километри, време трајање 3 часа и 15 минути. По Google Maps. А и во реалноста е слично. И сега сите знаеме дека проблемот не е во отварање на уште една авиолинија која нема да биде исплатлива, проблемот е во нашите неспособни политичари и негде на друго место. Дали имаме необходност од автопат Скопје-Софија? Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден.
Добар ден, црвена линија. Дека значи патот за Скопје Солун, односно Атина го правеше Европска унија, пошто имаш интерес. Европска унија немаш интерес за Софија, а и Македонија нема интерес за Софија. Не го прави. Нашиот пат према Охрид и према Битола, што ние треба да го правиме, е во застој. Зашто? Зашто немаме пари. Значи, ние може да направиме автопат, само некој да ни помогне. Толку не. Биди поздравена. Бидете поздравени и вие. Еве, имаме пример каде што некои од гледачите се куси и јасни, но тоа не значи дека нема да останат до крај, да не следат и да слушнат какви размислувања имаат сите оние кои што ќе се вклучат. Меѓу другото ќе ве потсетам, следете не и на социјалните мрежи, оние кои што се повични да ги кажуваат своите, излагаат своите ставови, нека го направат тоа преку коментари на Facebook црвена линија, Twitter црвена линија и секако Instagram. Таму и сега ве очекуваме да гласате на нашето анкетно прашање кое што гласи: можни ли се добрососедски односи по макадам? Одговарате со да, не. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добро, се слушаме. Еве веднаш анкетно прашање до вас. Можни ли се добрососедски односи по макадам? Да или не? Па не. Добро. Вака, во интерес на вистината, дали треба да има автопат меѓу Македонија и Бугарија, секако да, без обзира што е Бугарија или било која држава, секаде е добро да има автопат, а во интерес на вистината, Бугарија влезе прва во Европска унија и со европски пари го направи автопатот од Софија до Кулата долу, кон Егејско море. Ние малку покасно го направивме исто автопатот од Скопје до Гевгелија. Да кажеме, на некои делови не е ни направен како што треба. А инаку врските меѓу Бугарија и Македонија се на три места, на Крива Паланка, на Делчево и на Струмица. Сите три врски, нити од бугарска страна, нити од наша страна до границата, не се направени автопати. Значи, како што е направено од наша страна, така е направено и од бугарска страна. Со тоа што во одредени периоди од бугарска страна било повеќе направено, во одредени периоди од наша страна било повеќе направено. Зборам во квалитетот на патот. Инаку, тоа е истината. И тоа би било се. Добро. Благодарам многу. Ценам што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не гледате. И сега ќе прочитам еден твит уште од јануари годинава. Бабчо вели: абе, каква авиолинија за Софија? Отворете една Скопје-Охрид, пошто друго завршите автопатот, чак и телепортација ќе стане реалност. Меѓу другото ќе подсетиме дека авиолинијата беше официјално пуштена на 27 март годинава, но најверојатно кусо траеше транспортот на патници Скопје-Софија по директен пат, воздушен. А ние телефонски се поврзуваме со нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Добар ден, и ваш прв пат се јавам јас. Драго ми е, верувам и не последен. Ова што е добро што, например, да имаме патишта поврзано со сите соседи. Меѓутоа, ало? Да, продолжете. Меѓутоа, неграторска политика од страна на Бугарија, која е со децении, а наши замижува пред тоа, еднаш треба да се искачи јавно, јасно и гласно, дека со таков сосед не можеш ти да комуницираш кој што не ти призна ништо. Прво ни ја кажат историјата. Јас имам идено таму, гледам, си прославува Илинден, кој слават Гоце Рочев, за единско остание гинале само македонци, не гинале бугари, што е сега? Дај тука на овие политичари нека еднаш на народ да му кажат тоа јасно и гласно. Значи, ние што сега ќе мижиме и они нас ќе ни изиграва дека они све знаат дека ние немаме, значи, врдички никаква историја. Ако продолжиме вака, ние ќе останеме без никаква историја. Бугарите нема историја и ние сега се китат со туѓи перија. Тоа е со нашата македонска историја.
Значи, ова треба јасно и гласно да се декларира. Најубаво се стави Берлински зид и со нив да нема никаков контакт, додека не ја сменат политиката кон Македонија. Благодарам, цениме тоа што го споделивте вашиот став со сите оние кои што ја гледаат во моментот Црвена линија, но да не остане дека само се гледа, се разбира, драго ќе ни биде и ако се вклучите во оваа дискусија. Слушнавме најразлични мислења, ставови, па еве да надополниме со уште едно мислење од новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро вам. Вие сте во Црвена линија. Исто и на вас, секој добро и на вас. Сакам да се добрзам на сите наши гледачи, што гледат вашата гледана емисија Црвена линија. Сакам да кажам дека тоа што со Софија немаме аутопат е одлик на нашите 30 години осамостојување, како си огледаме секој од нашите власти што досега беа, први на дворот, па понатака. Се додека не тргнеме од нашите дворови како да ги изчистиме, мислам дека не можеме ни да изградиме автопат ако некој од страна да ни помогне, да ни изгради тие автопати, да ни ги изгради тие наши дворови и тоа е одлик на еро 10 години автопатот од Лакичево до Охрид. И сакам некој од нашите представници во власта го поминува низ тој автопат да се помисли дека утре неговите деца тоа ќе поминуваат. Тоа би било се добро. Благодарам што го искористивте можноста и вие да се вклучите. Ето се слушаат најразлични ставови, мислења, секој јавување всушност на доврзување и се разбира некое ново мислење. А ново мислење ќе го слушнеме сега со новиот гледач. Добар ден. Ајде збора таглем. Да, ве слушаме, Црвена линија, повелете. Ало. Да, во програма сте, повелете. Во Црвена линија сум. Секако, да, повелете. Во програмата сум. Да. Виете за темата за патот кон Софија што е. Ајде. Секако треба да има пат или поголем пат кон сите држави и кон Софија. Особено во овие тешки временски услови кога ние се бориме да си ја најдеме својата правда. И не треба тоа да го порекнуваме, затоа што ако со соседот не живееш или немаш комуникација, не знам со кого друг треба да имаш. Затоа јас не да ги молам, него сите наши граѓани на оваа држава треба добро да размислат, сите тие добро соседски односи треба добро да ги градиме. А тие се градат преку инфраструктура, со заедно почитување, тие кон нас, ние кон нив. А не да имаме вакви, ќе речеме, недобри работи кои тие даваат ноти дека на нарушување на односите со Македонија и со Бугарија. Тие работи не се дозволени и народот треба да ја свесен ако демонстратира, али да оди со памет и 90 секунди да се внимава на тајмерот. Благодарам и вам за вклучувањето, а сега сите ќе одмориме малку со реклами и се враќаме на резултатите од анкетата на Инстаграм. А по рекламите повторно со Црвена линија, онаму каде што соопштуваме резултати. Ке потсетам на Инстаграм, заследете не, но не заборавајте не ниту на Фејсбук, ниту пак на Твитер. Оние кои што гласаа на Инстаграм, еве, кои резултати ги направија. Можни ли се добрососедски односи по Македам? Праша Црвена линија. 27% се извинувам, одговорија со да, а 73% одговорија со не. Продолжете да не следите на социјалните мрежи, продолжете да коментирате, шернувајте и лајкнувајте. Информирајте се на tilma.com.mk. Ве припуштам на програмата на Тилма телевизија, а јас и вие повторно утре во среда, среќен ден, заедно со нова тема во Црвена линија. Довидување.